Обдукцијата ќе покаже од што угина и последната жирафа во Скопската зоолошка градина. Според зооактивистите, животните се чуваат во многу лоши услови. Стефан Кирков за Алфа вели дека откако Данела е начело на градот, заедно со поставувањето на незините директори во Скопската зоолошка градина повеќе никој не смее да дава изјави, ниту лицата за односи со јавност, ниту пак вработените. Тоа што се случува внатре и ова поставување на кадар кој очигледно не е стручен да раководи со ваков тип на установа, ние сите загрижени активисти, ако не сме способни да имаме зоолошка градина, тогаш да ги дадеме животните на некоја друга зоолошка градина или во некој прифатилиште каде што ќе живеат овдека им се случува помор и они тоа не го заслужуваат. Директорот на зоолошката Зоран Попов не одговара на телефонските повици за да објасни кои биле причината за смртта на жирафата, ама затоа на Фејсбук на зоолошка беше објавено дека се испитуваат причините за смртта на жирафата, пошто како што велат ќе имало известување. Вработените дадоа се од себе да го спасат, но и покрај сите максимални напори, Флопи замина на небото заедно со нашиот 300. Ве молиме да го имате предвид тагувањето на сите вработени во овој момент. Ова е голема трагедија и шок за сите нас. Законските процедури и постапки се запазени и се во тек. Штом имаме официјални резултати од обдукцијата на Флопи, веднаш ќе биде известена целата јавност. Последната жирафа угина вчера попладне и е второ угинување на жирафа во мандат на актуелниот директор во период од 6 месеци. Во мај годинава угина и Каспер, другата жирафа. Во последниве само 2 години имаме смртност на повеќе од 20 екзотични животни во Скопската зоолошка градина, што навистина е преседан. Ова се нема случено ниту во една европска зоолошка градина. Навистина сме запрепастени од сето она што се случува во последниот период во оваа градска установа, значи лицето на Скопје, Скопската зоолошка градина, која беше една од најпосетуваните институции, ако знаеме, ако се вратиме години наназад. Одговорно за скандалот побара и од Ани Мамунди. Велатитно да се овозможи видео мониторинг на сите животни 24/7, како и увид на видео надзорот на сите живеалишта, но и да се открие главната причина за починатата млада жирафа. Каде е раководството на ЗОО Скопје да се произнесе или поднесе оставка? Бараме итна стручна анализа што се случува и казни за сите кои се одговорни. Во ЗОО Скопје сега нема ниту една жирафа. Во изминативе неколку години угинаа 3 жирафи кои беа главната атракција за посетителите. Страшно е што изминатиот период се случува овде во Скопската зоолошка градина. Велат вработените од градината за Алфа, кои не сака јавно да зборуваат пред камера. Директорот на Скопската зоолошка денеска не беше на своето работно место, затоа што, како што ни кажа оттаму, бил на погреб кај негувателот на жирафите. Предходно, поради храна со поминат рок, угина и 3 монголски коњи. Потоа угина и папагали, како и еден куп други помали животни.